Добар ден. Ве поздравувам и денеска на почетокот од Фактор здравје со извинување за малото доцнење поради мавровскиот куп кој што се одржа и имавте можност во живо да го следите. И денешниот вторник, денешниот ден повторно е посветен на One Hospital, вашата болница во Тетово со која што повторно ќе се дружиме и во контекст на темата и во однос на гостинот, чие што представување ќе следува по оваа прва најава. Подсетувам дека One Hospital, вашата болница во Тетово, ви стои на располагање на 044-344-414, како и на мобилниот телефонски број, отворен секојдневно во било кое време и ден од текот на седмицата, 078-822-777. Она што сакам да го потенцираме дека болницата One Hospital во Тетово ви нуди услуги од областа на примарната и секундарната здравствена заштита, а за закажување термини и бесплатна консултација можете да ги контактирате и на onehospital.mk, како и директно во нивните простории на булеварот Видое Смилевски Бато, број 1 во Тетово. Од тимот на оваа болница денеска во Фактор здравје гостува доктор Петре Кодовски, кој што е специјалист по општа хирургија и со кој што ќе ви ја представиме темата третман или скршеници на екстремитетите. Доктор Кодовски, добар ден, добро дојдовте, како сте? Какво е чувството? Добар ден, добро, одлично, супер, комотно. Благодарам на поканата, чест ми е да бидам гостин во вашата емисија. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Да, поздрав и до колегите ваши во One Hospital. Секако. Да, посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а по кратката пауза за реклами ќе ви дадеме можност и вие да ни се придружите со ваши јавувања во Фактор здравје. Скршениците се многу честа појава, посебно во овој период од годината, и она што е важно да се земе во предвид е фактот дека рацете и нозете, односно екстремитетите, се оние кои што можеби се најмногу експонирани на фрактури, стручно кажано, или нарадски скршеници. Денешната тема, третман на скршеници на екстремитетите, ќе ја третираме и ќе ви ја доближиме преку своето научно и практично клиничко искуство на доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија од споменатата One Hospital болница од Тетово. Докторе, кажав дека овој период можеби најчесто скршениците се чести, но би рекол дека секогаш во текот на годината има фрактури се случуваат. Кои се тие, како се делат во однос на нивната класификација и кои лица се најмногу експонирани или најчесто кај кои лица се јавуваат? Да, точно, јас само ќе ве дополнам, убаво спомнавте во вашата најава. Една многу широка тема, една голема област од медицината, која што заслужува посебно внимание. Тема за која што не овој еден час, него и 24 сата, па и 7 пати по 24 сата да разговараме. Неисцрпна. Нема да можеме да исцрпиме. Меѓутоа, секако и експлоатиране во медиумите постојано, меѓутоа не е на одмет да некои работи се повторат, бидејќи нели повторувањето ќе повториме мајка на знаењето. Да. Инаку, како дополнување, овие скршеници по сите статистички испитувања во различити држави и во рамките на Светската здравствена организација веќе ги стигнуваат по бројка, па дури некаде ги надминуваат кардиоваскуларните болести и малигните заболувања кои што долго време доминираат, така да една честа патологија на која што треба да и се обрне внимание. Да. Ние се договоривме денеска да разговараме само за еден дел од оваа област, конкретно за скршеници на екстремитетите. И ако тргнеме да ги наведеме од згоре до доле, ќе видите колку само ентитети како скршеници може да постојат, така да се надевам дека ќе ги песнеме вашите гледачи, па ќе пробудиме интерес. Интерес да се јават да прашаат нешто. Да. Има ли категорија или лица кои што најмногу се експонирани, каде што најчесто е од вашето клиничко практично искуство тоа се случува и има фрактури? Има предиспозиција во однос на возраст и на пол и така натаму, меѓутоа општо кажано технолошкиот развој си го направи своето едноставно, така да никој не е поштеден од можна скршеница било каде на било кој дел од некој си екстремитет. Тоа значи дека скршеница може да се јави и кај мало бебе, и кај дете во рана возраст, и кај адолесценти, кај возрастни и така натаму. И самите скршеници, зависно од возраст и од полот кај што се јавуваат, детерминираат кој тип на скршеница би се јавил
Кај нив, да. Кај нив, да. И кога зборуваме за скршениците, кажавте дека покрај малигните болести и кардиоваскуларните, таа тријада да речем или тој триаголник од најчести состојби во медицината го сочинува, дали секоја скршеница на некој начин е ургентна состојба, во смисла дали може да почека за третман или бара ургентно решавање? Пред Кога да зборуваме за одговорам, екстремитетите, да. конкретно пред да дадам одговор, би сакал да напоменам дека која е целта при третманот. Ќе се надоврземе покасно, ќе дојдеме на крај за третманот, меѓутоа основното, која е нашата цел како практичари, луѓе кои што се соочуваат со оваа проблематика? Тоа се две работи. Значи се трудиме да постигнеме блиску до анатомската позиција, значи како претходно била коската. Тоа е првиот момент. И вториот момент е да постигнеме функционалност на таа регија онаква или приближно така како што пред тоа постоела. Тоа значи дека еден повреден спортист да се врати на неговото спортување или граѓанин кој што се рекреира или па има обврски професионални и така натаму, да може адекватно да ги обавува. Кога конкретниот одговор, освен овие две основни работи на кои што се фокусираме на почетокот, треба да се направи што побрзо. Тоа е нашата цел, значи да се направи што е можно поскоро. И тоа фактички дава одговор дека се ургентни состојби. Да. И вториот момент е при тоа да се превенираат или избегнат сите евентуално можни компликации сврзани со самото лекување на скршениците. Да. Кога зборуваме за скршениците, кои се причините за појава ЕВК, можеби адолесцентите или помладата популација наспротив нив, повозрастните, оние кои што имаат и пропрадни заболувања, коморбидитети? Претежно се повреди како причина за јавување на скршеници, доминираат повредите, без разлика дали се случуваат за време на спортување или за време на секојдневното живење. Значи тоа е основниот механизам за настанување на овие скршеници. Другите причини може да биде, пример, една остеопороза нагласена кај жени во менопаузалниот период или кај пациенти кои што веќе имаат метастазирано малигно заболување, па постојат метастатски промени во некои од коските на екстремитетите, па и најмал инцидент травматолошки или па некогаш и спонтано викаме и без повреда, тригер без механизам, травма, без тригер може да се случи таква фрактура. Да. Таа се вика, нели, вообичаено е патолошка, спонтана и така натаму, али доминира повредата. Да. Ако дозволите, бидејќи зборуваме и за рацете и за нозете како екстремитети, да се концентрираме на раката прво. Дали и кој дел од раката најмногу ја афектира најчесто? Во кој дел од раката се случуваат секаде може да се јават. Да. Рековме на почетокот, јас само ќе ги излистам колку или кои се карактеристиките, кои се можни, значи ако тргнеме од горниот екстремитет, да почнеме со клучна коска, па да продолжиме со надлакотна коска. Ако ги поделиме како што ние ги делиме во соодветната регија, горна третина со зглоб, па средна третина, тело на хумерус или на надлакотна коска, па долен дел на хумерус, заедно долен дел на хумерус со зглоб на лакот, потоа одиме на двете подлакотни коски, нивните горни краеви, нивните долни краеви, нивниот средишен дел, па рачниот зглоб, па ако продолжиме со коренот на шаката, па ако понатаму да одиме со прстите, па се префрлиме на долниот екстремитет, започнувајќи од колкот, од вратот на надколеничната коска, па низиното тело, па долниот дел, па двете подколенични коски, да завршиме со стопало, можете да видите дека тука се работи за еден голем број на можни скршувања, кои што ние ги класифицираме, ги ставаме во соодветни групи, за да можеме на некој начин протоколарно да ги лекуваме. Да, и да не заборавиме дека може и истовремено да се случат не само два екстремитета, пример рацете, туку рака и нога во комбинација. Апсолутно во комбинација, еден екстремитет на повеќе места или па два екстремитети или па билатерално два горни екстремитети, сите комбинации се возможни, се зависи од самата причина која што довела до скршеница. Да, за кратко уште еднаш да потсетам дека со доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија од One Hospital од Тетово, денеска зборуваме на тема скршеници на екстремитетите и повик до вас на 6091925, односно 6091924 да ни се јавите, поставите прашање или да се консултирате со докторот за нешто што можеби ви се случило
повредило или имате некоја нејаснотија за да ви биде разјаснета. Дополнително потсетувам дека One Hospital, чие што мото "Водиме грижа", ви стои на располагање, тоа е вашата болница во Тетово, која што ви нуди услуга буквално за примарно и секундарно здравствено ниво за сите граѓани од државава, така што доколку сакате да бидете во контакт со нив, ве упатувам на 078 822 777 на глобалната мрежа www.onehospital.mk или директно во нивните простории на булеварот Видое Смилевски Бато број 1 во Тетово, а дополнително One Hospital ви стои на располагање и со своји канцеларии во Гостивар, се извинувам, и во Скопје. Она што сакам уште да ве прашам во овој прв дел од емисијата е кога ќе се случи скршеницата. Нормално дека болката е основниот симптом кој што се јавува, дали дополнително има и други компликации или симптоми во смисла на крварење или нешто трето? Симптоми, да, има. Би сакал пред да одговорам директно на прашањето. Самата дијагноза на скршеницата има соодветен тек или терк, да го понародски понародски се изразиме така. Ние обрнуваме, многу е битен механизмот на повредата. Значи, првиот момент е да се земе историја на или анамнеза, како ние ја нарекуваме стручно. Зошто го викам? Механизмот на повредата е многу битен, заради тоа што тој го кажува евентуално типот на фрактурата и без да правите дополнителни испитувања, местото каде што претпоставувате дека е скршена некоја коска, и најбитно од се механизмот на повредата диктира доколку некрваво се репонира таа скршеница, како се прави таа репозиција или редукција, да кажеме. Секогаш оди обратно, ако механизмот на повредата е настанат, вообичаено, например, да кажеме, на горен екстремитет, вообичаено е падна испружена рака. Па тогаш силата се пренесува, може да се скрши една од двете подлакотни коски во различити комбинации, може двете, може таа сила да се пренесе нагоре па да се скрши и лакот истовремено, или па да оди погоре па да се скрши евентуално и горен дел на надлакотна коска заедно со скапулата, со прешката. Да. Кога репонираме, Обратно одиме од механизмот и секогаш обратно. Ако имаме падна испружена рака, мораме да правиме тракција, малце да истегнеме во соодветна позиција и така да имобилизираме доколку некрваво се работи се до тоа. Кога сме кај симптомите, освен болката, се јавува локална осетливост, болка на допир, истовремено деформитет, особено ако таа скршеница е малце повеќе дислоцирана, викаме, значи изместени се фрагментите и така натаму, значи ќе се види таа деформација и оток на истото место. Истовремено и функционална, викаме, инсуфициенција, тоа значи дека тој екстремитет на местото каде што има скршеница нема адекватна функција или па ние викаме движењата и активни и пасивни се ограничени и исклучително болни. Да. И она што е важно кога ќе се случи скршеницата, ве конкретно бидејќи за раката зборуваме, она што е важно дали таа рака или тој екстремитет кој што е повреден да се мрда или да се стои додека не дојде првата помош, да се укаже, или која е вашата препорака во овој дел? Препораката е, бидејќи тие движења се секогаш болни, препораката е да се имобилизира додека не се стигне во болничката установа, заради тоа што таа имобилизација и неподвижност на екстремитетот нуди релаксација малце, обезболување, заради тоа што во некои случаи скршениците одат со исклучително јаки болки до таму што и на некој начин може да го шокираат пациентот. Значи, Google сега се знае, луѓето читаат на Google, гледаат емисии каде што има преживување и така натаму, така да знаат дека треба два соседни зглоба да се имобилизираат на било кој соодветен начин, и тоа е сосема коректно и окей и ќе помогне многу. Меѓутоа се разбира првата можна прилика што поскоро да се јават во некоја установа кај што ќе може тоа да се згрижи, да се направат испитувања, сликања и потоа дефинитивен третман. Да, и пред да зборуваме во вториот дел за дијагностиката и третманот, во овој прв дел од разговорот, доктор, уште би ве прашал кога ќе се случи таа скршеница, често може и да биде таа рана или скршеница отворена, значи некои меки структури да бидат повредени и дополнително да има силно крварење. Секогаш кај секоја фрактура, точно, многу одлично прашање за отворена фрактура. Отворената не е само коската повредена на некој начин. Фрактура е посебен ентитет. Да. Доколку приметите дека има пореметување на интегритетот на кожата, на местото на скршеницата, не мора апсолутно да значи дека тој отвор,
тој прекина континуитетот на кожата, комуницира со местото кај што е скршена коската и дека е таа отворена фрактура. Меѓутоа, се додека не се докаже тоа, треба да се третира како отворена фрактура. И начинот на пристапот кон нејзиното лекување е сосема различит ако е таа затворена, заради тоа што треба да се направи адекватен дебридман на раната, условите понатаму за инфекција на местото на фрактурата исклучително се зголемуваат, што поскоро треба да се интервенира и на крај вообичаено таа отворена фрактура завршува и со, ние викаме ОРИФ, отворена редукција, значи оператива, и со интерна фиксација, значи со соодветни помагала со кои што се фиксираат фрагментите да бидат во анатомска положба. Ќе продолжиме понатаму, имаме веќе неколку на линија. Добар ден. Ало, Добар ден, господине. добар ден. Да. Интересирано е, докторе, за ова скршеници те покажувате на телевизија. Што ви интересира, прашајте. Сакам да имам скршено рамо, изместено. Добро. И подлактица. Добро. Имам јаки болове, не можем никако рука, никако ни да свием, ни да онодим. Беше на прегледи ово, но е позастарело, окао на кај сега проблеми, дек може да ве најдем. Да, јас ќе објаснам каде, ќе добиете одговор. Благодарам за вашиот интерес. Инаку доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија и тимот во One Hospital ви стојат на располагање во Тетово. Слободно обратете се на 044 344 414. Подлактица спомена, чинам дека и рамото Комбинирано изместено. истовремено подлактица, меѓутоа ни требаат малце по-прецизни, значи во анамнезата податоци. Колку време е поминато од моментот на повредата, дали се тоа денови, недели и така натаму, како е тогаш третирана. Исто така битна е и возраста на пациентот. Така да Се тоа детерминира каков тек ќе добие сигурно третман. Апсолутно, значи една добра анамнеза, евентуално него апсолутно ќе користат и слики од тогаш или испитувања, докази од тие испитувања за да ги погледнеме, за да видиме за што се работи, нова слика, дали ќе биде рентген, дали ќе биде дополнително компјутер или магнет, зависи што е потребно, за да видиме за што се работи и да дефинираме како понатаму ќе го третираме пациентот. Да. Иако спомена нека повели дека нели слободно, нека дојде, али да дојде и да не губи време, нека понесе целата медицинска документација врзана со ова, доколку ја има. Да, да не сакавте со отворените рани уште нешто да дополните, бидејќи тука некаде све прекинав со гледачите или не? Сосема доволно. Да, окей, ќе направиме отворена фрактура е сосема друг ентитет, треба да се обработи раната, не треба да се затвори со гипс, со имобилизација и така натаму. Заради тоа убаво, мислам, тоа е основното да влезе во глава кај гледачите. Рана на кожа, па макар и да е пунктна во видна точка, додека не се докаже спротивно, се смета како отворена фрактура. Да, односно се смета на најлошо, она што е во медицината, секогаш се помислува додека не се исклучи. Може голема грешка ако се затвори и да се превиди. Да, ви благодарам докторе за овој прв дел од разговорот. Следува пауза за вториот блок реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема скршеници на екстремитетите. Уште еднаш ве поздравувам во продолжението од Фактор здравје и повик до вас уште еднаш на 60911925, односно 60911924, да се јавите и поставите прашање за да добиете денеска одговор од доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија од One Hospital. Подсетувам дека оваа институција ви стои на располагање во Тетово на 044 344 414 на глобалната мрежа onehospital.mk или директно во нивните простори на булеварот Видој Смилевски бато број 1 во Тетово. Докторе, бидејќи ги споменавме аспектите, она што ни остане и за што ќе дадеме посебен аспект и осврт во овој втор дел од емисијата е третманот, но претходно диагностиката. Доколку имате можност, е ургентна нормално скршеницата, но покрај анамнезата што дополнително ви е важно за да се даде препорака за третман понатаму? Кратко и јасно ќе повториме историја или анамнеза од пациентот за механизмот на повредување, објективниот преглед, ние што го викаме, значи преглед од страна на хирург, особено клинички, травматолог или евентуално ортопед, и потоа се обавезно започнуваме по протокол рентгенолошко исследување, стандардно, евентуално зависно од тоа се нудат и овие нови дополнителни исследувања или инвестигации од типот на компјутеризирана томографија
и магнетна резонанца. Кога сме кај радиографското испитување, значи нативниот рентген, самиот практичар, докторот кој што го индицира тоа и кој што го прегледал пациентот, индицира позиција и начин на кој што ќе се слика. Од која позиција најдобро ќе може да процени каква е положбата на фрагментите, каде е скршена коската, бидејќи не и постојат еден куп можности, зависно од, замислете си, коска со фрагменти скршена, меѓутоа на коската има дополнителни структури. Има припои на мускули, има припои на лигаменти, на тетиви. Така да, од кој ќе се скрши коската, постојат изместување во сите три димензии. Да. Не е едноставно само прекината е, искршена е коската, меѓутоа после тоа тие два одвоени фрагменти, зависно од припојот на мускулите, соодветно можат и да ротираат и по било која оска, аксијална, може да се ангулираат, викаме, значи може да постои агол. Така да, тој е редоследот. Рентген, потоа евентуално компјутер, доколку рентгенот не е доволен и зависно од, ако процениме дека има потреба и сликање на мекоткивните структури кои што се тука во околината на скршеницата, во смисол на лигаменти, менискуси и така натаму и магнетна резонанца. Да. Сето тоа зависи од ова. Меѓутоа тоа е редоследот. Да споменеме дека во One Hospital сите овие дијагностички процедури ги имате и можат се на едно место да направат пациентите. На располагање и на располагање. Да, да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден, господине. Поставете го прашањето. Вака, се јавам овде едно момче, син на повреден родител, сега конкретно разговарате за екстремитетите. Да, се работи во случајов за колк, скршеница на колк. Добро. Дали докторот може накратко да ми одговори на неколку кратки прашања? Веќе се најавуваме во 7-та недела на скршен колк, на десниот колк на 2 места. Ставена е ДХС плочка. Опериран е пациентот, мајка ми е оперирана, меѓутоа болките се уште големи. Има мало подобрување во однос на движењето со помагала, меѓутоа не може се уште на страна да спие, болките се големи. Примавме флекси, одредени вакцини, флексомил мислам, и како би било понатака, добивме упут за пања, како би се движал, како да подобриме ситуацијава понатаму. Во смисла на рехабилитација. Дали ова доволно, докторе, за прашај? Одговор или... Ни фалат некои податоци. Да, може и да го прашате, гледачот, дали сте на линија? Да, слободно може да... Битно на кое место е скршено ДХС? Рековте дека е ДХС плочка ставена? Не, падот не е директно на колкот, односно направена како шпага, препоните. Значи препоните, повредата ќе препоните, се работи за 66 годишна госпоѓа. Така, на кои две места е скршена на вратот на надколенична коска и уште едно место подоле? Подоле, да, подоле. Кај препоната баш. Така. Колку време има од повредата? 7 недели. 7 недели. 7 недели. Да. Добро. Благодарам, господине, за вашиот интерес. Болките рече дека постојат и движењето перзистираат, движењето е ограничено. Кога се работи за скршеници во горната третина на надколената коска, обавезно се оди современиот начин на лекување е исклучително хируршки, постојат еден голем број на начини на кои што тоа се згрижува. Ова што го кажа гледачот е современ начин на лекување, значи со ДХС плочка. Битно е каква е позицијата после тоа. Тој начин на лекување оперативниот со ДХС плочка нуди брза мобилизација на пациентот за да се спречи ние викаме анкилоза на зглобот, значи да тој подобро функционира заради тоа што побрзо се мобилизира пациентот. Болките се нормални, се уште е рано, поготово што се работи за 66 годишна пациентка, така да треба да биде стрплива, да се движи колку и дозволува незината природна кондиција и обавезно во согласно со физијатар, кај и да е треба да почне со физикална терапија. Значи во меѓувреме со вежби. Истовремено не е лошо и бањско лекување да се практикува, меѓутоа 7 недели за 66 годишна пациентка немаме видена слика, меѓутоа фрактура во горната третина во рамките на зглобот на колкот е сериозна и се уште е рано. Да бидат црпливи, доколку би имале слика, многу подобро би било, меѓутоа 7 недели се малку за да
имаме Некое соодветна подобрување. задоволувачка рехабилитација од која што пациентката ќе биде задоволна. Да, ви благодарам докторе, уште едно јавување повторно не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ви се молам, Да. добија линија? Да, во програма сте во Фактор здравје, да. Ве молам, паднав, се повредив десната страна на колкот, Добро. две ребра скршени, оценката е на рентген, али најважно десната рака. Левата и десната ми беа повредени. Левата е горе десната рака, на горниот дел кај рамото, на рентген се снимав, дадоа извештај дека поместување има кај десната рака. Добро. Кој е вашето Горе, прашање? и кај раменото поместување. На рентген бев и оценија извештајот е поместување на горниот дел на раката. Од тогаш натаму има сигурно 6 месеци, да речем година, ништо немам превземено. Дали треба нешто, што треба, како да се преземи, бидејќи тоа остана поместување на десната рака горе кај рамениците, позади кај грбот и така. Ви благодарам господине, пријатен ден. Доктор Кодовски, чинам дека уште едно јавување имаме на линија. Дали сум во право? Добар ден. Добар ден. Да, господјо, вие сте наред. Јас сум, вака, јас едно прашање и една молба за помош ако може. Ајде. Имам закажано на абдомен на компјутер, ама не знам за бешиката дали треба да биде полна или нема тој потреба. Не знам како, само едно прашање кај докторот. Добро, благодарам. Ќе одговориме на двете ако не беше Знаете. второва, да. Прво на првиот гледач. Да, и само докторе би ве прашал дали поместување значи скршеница, бидејќи и други тоа го праша за да разјасниме. Како е поставено, мислам дека не се работи за скршеница. Мислам како е Со оглед дека рече една година функционира. Да, една година функционира, веројатно има тоа слики направено, доколку било скршеница, он ќе го кажеше тоа мој гледач од пациентот дека е скршеница. Да. Паднал на колку сликано, веројатно нема ништо. Ребрата ги тргаме настрана, две ребра, тие не бараат некој посебен третман на лекување, завршена е таа работа. Овдека не било исто скршено, овдека мислам на горниот дел на надлакотната коска, меѓутоа има болки и има поместување. Веројатно се работи за поместување, ние викаме синдром на ротаторна манжетна, каде што клавикулата се спојува со плешката и истовремено тука се припојуваат овие мускули кои што ја креваат раката, да прави абдукција и да дигаат скроз нагоре. Да. Препорека како одговор дефинитивно, бидејќи нема направено ништо друго, компјутер треба да направи компјутеризирана томографија на десниот рамен појас. Да. И господјата полна или таа ќе каже, таа слика ќе каже многу работи. Да. Значи да посети доктор, травматолог или ортопед да направи компјутеризирана томографија, ќе каже што и понатаму зависи од тоа третманот. За второто кратко не мора да биде празна бешиката. За значи, може да е компјутеризирана томографија на абдомен може и со празна бешика да биде. Да, благодарам. Докторе, и повторно имаме јавување. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден уште еднаш. Дали ме слушате? Доколку не ќе ве поканам повторно да се јавиме и конечно кога ќе се јави пациент, кога ќе има индикација, пред се да објасните кога се индицира хируршки третман во однос на скршениците на екстремитетите. Ние ако сме сите хирурзи, без разлика специјалисти по општа хирургија или суспецијалисти по травматологија или специјалисти по ортопедија и така натаму, во принцип така сме едуцирани и така и по протокол, секогаш ја тргаме хирургијата таму кај што треба да се хируршки интервенира. Се трудиме доколку е можно, доколку дозволува самиот тип на скршеницата, тоа не крваво да го репонираме и доколку сме задоволни од тоа, останува така. Со тој вид на имобилизација. Секако тука има еден голем број на други фактори кои што го одредуваат да кажеме дефинитивно ќе оперираме или нема да оперираме. Да. Тука имаме оштетување мускулни на околните ткива. Дали постојат придружни неуроваскуларни повреди, викаме, заради тоа што на местото на скршеницата во околината минат голем број на нерви, минат голем број на крвни садови. При прегледот треба да се исклучи тоа. Доколку е присутна таква некоја повреда, одма ве асоцира и ве принудува на некој начин да размислувате во старт дека ќе треба хируршки да интервенирате. Отворена фрактура, во старт размислувате за хируршки интервенција. Една некрвава репозиција, не хируршки третирана со незадоволителна позиција на фрагментите, исто така ве едноставно индицира оперативно лекување. Една сложена фрактура или една сложена скршеница, викаме, а во таа сложена спаѓа вклучен зглоб,
скршеница во правец на повеќе фрагменти, ние викаме мултифрагментарна, расфрлан и така натаму. Сето тоа индицира оперативно лекување. Меѓутоа, во принцип, одговорот е едноставен. Одиме овој конзервативно, неоперативно, таму кај што треба, операција. Современите начини на хируршкото лекување сега, со современиот технолошки развој, апсолутно имаме голем напредок и во поглед и на материјал, и на штрафови, и на жици, и на плочки, и на интермедуларна, сега таа не сега, него изминативе десетина и повеќе години е доминантна интрамедуларна остеосинтеза, значи кога се работи за долга коска на длакот, на подлакот, на особено надколенични и така натаму, да внесете во самиот канал, во медулата на долгата коска, и тоа преку кожа, под контрола на рентген или на компјутер, да внесете интермедуларен клин. Имате различити видови на клинови, едни кои што се фиксираат, плочки, ДХС, компресивни, значи една широка палета на помагала кои што при интерната фиксација ни помагаат во голема мерка да ги фиксираат. Апсолутно. Да ги вратите анатомски како што одлични, по 24 сата они се мобилни. Да. Да слушнеме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, господине. Поздрав до студиото. Благодарам, поздрав и до вас. Жената го скрши скочниот зглоб на левата нога. Добро. И беше оперирана, имаше ставено шипки. Ги носеше една година и ги извади шипките и после 6 месеци, еве сега како е со втората операција, 6 месеци. Меѓутоа има болка на зглобот доле кај што е оперирана. И со бацкање, болка во петата и така. Сега, отоко уште стои. А 6 месеци е поминато. Дали ова доволно за совет? 6 месеци се поминати, не верувам дека се извадени остеосинтетските материјали. Да. Втора операција, што спомна гледачот, на што се однесува? Зошто била втора операција? Дали сте на линија уште, господине? Да, на линија. Да. Втората операција зошто била направена? Па, шипките да се извадат, за шипките, значи биле. Имаше. Да. Доволно. Благодарам и докторе, дозволете ми да го вклучиме и следното јавување. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден уште еднаш. Дали ме слушате? Доколку не ве поканувам повторно да се јавите. Значи, скочниот зглоб рече е опериран, извадена е шипката и околу зглобот болка. Битно е каква фрактура, меѓутоа какви да е скршеницата на скочниот зглоб влегува во една од посложените скршеници. Заради тоа што во самата организација на скочниот зглоб влегуваат повеќе коски, многу зглобни површини. Од една страна од згоре се двете подколеничните, доле од стопалот има уште 2-3 така натаму петната коски, сето тоа. Не знаеме за каква фрактура се работело. Вообичаено ние викаме при такви скршеници на скочниот зглоб, зглобната вилјушка ако е поместена, многу е битно како ќе се првично со остеосинтетскиот материјал намести. Значи тоа е буквално како шепа од озгоре. Ако таа е добро наместена, треба да има добра функција пациентот. Отокот може да е присутен и е присутен. Нели разговаравме јас и вие пред емисијата дека но и вие кажавте и на почетокот. Нешто што е скршено не може да биде како да е нормално. Да. Колку и да го правите да го залепите, ние се трудиме да биде идеално. Се извинувам. Меѓутоа отокот не може скроз да се поврачи. Битно е да има добра функција, васкуларизација сигурно. Апсолутно болкиве треба да се видат, особено што е изведено од синтетскиот материјал. Нека повели, нека се јави да на видиме, консултација, да ја видите преглед, клинички. Така, да. И уште две јавувања чинам за крај на Фактор здравје имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Поздрав до емисиите и до докторот. Поздрав и до вас, благодарам. Поставете го прашањето. Скршеница на левата нога од колкот правото место до коленото. Добро. Имам протеза ставено, 8 месеца сум оперирана. Ама осеќам оти мускулот долу ме боли од колената надолу и коската.
бев и на физикална терапија и сега треба пак да одам во март. Добро. Ама осеќам, кога одам со патерица, осеќам дека повеќе ма боле, така слободно кога одам, понема боле. Дали ова доволно за совет, докторе? Каква протеза има ставена пациентката? Тотална? Па што знам, протеза ми рекол дека ставија. Не е сигурно. Без патерица може да се движи слободно или исклучиво со патерици? Исклучио само протеза. Само со Немам патерица. никакви штрафови, никакви шипки. Значи има и шипки, значи има истовремено Нема, со протезата. имате шипка или не и штрафови? Ми рекол дека е протеза. Во Само војна протеза. болница во ортопедија. Да. Така. Добро, благодарам. И дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Еве се исклучивте, доколку имате интерес, слободно јавите се во продолжение. Пациентката ги опишува овие болки, значи јас како што слушнав и како што разбрав во долниот дел на ногата. Да. Можно е од самата повреда, зависи каков бил видот на фрактурата и нејзината сложеност, условно да го кажеме тоа. Може да се работи за, ние викаме, невропатија, значи радикуларна болка од некој нерв во просторот кај што е интервенирано и така натаму, па сега да се тие болки радираат во долниот дел на екстремитетот, да се јави кај матичниот, кај ординирачкиот хирург, да евентуално го провери тоа, може да се провери тој импулс што се пренесува преку електромиографија и така натаму. Можно е да е од тоа. Јас претпоставувам дека се работи за тоа, особено ако позицијата на скршениот екстремитет е задоволувачки и одлична. Благодарам и повторно имаме јавување. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Имам оперирано нога, скршеница. Добро. Сакам да го прашам докторот за некои проблеми што ги имам, 1-4 месеци сум оперирана. Добро. Кој дел од ногата, нешто поконкретно да ни кажете? Значи, под коленицата и тој клучниот склоп. Дали во доволно, докторе? Значи, Доволно. 4 благодарам. месеци. Какви Да. проблеми има, не ни кажа? Какви проблеми имате, господи? Јас после бања, еве веќе една недела одам со една патерица. Ама имам проблеми доле во зглобот, многу ме штрека, имам болки. Значи, кога застанувам на здравата нога, на болната нога, дали е нормално уште да имам болки? За Благодарам. каков Или- овој материјал има ставено? Плочка, клин, Да, штрафови? плочка, штрафови се имам ставено, да. Тие си стојат, не се извадени, нели? Не се извадени, Така, значи во ноември месец сум оперирана. Така. Се уште е рано. Се уште е рано Благодарам. за таа регија, на двете подколеници, повторно со скочниот зглоб, минимум 6 месеци. Па Значи, некогаш тоа и е- 9. Да, подолго време треба. Бидејќи е носечки зглоб, рачунате дека целокупната тежина како се на човековиот организам преку ребетот, карлица, надколенични коски, кој ќе се сине доле, се останува на скочните зглобови и на петната коска. Да, бидејќи последниве 3-4 јавувања и Рано најголем е се дел од уште. гледачите кажаат дека имаат проблеми постоперативно и болки, дали е тоа очекувано? Знам дека секој пациент е индивидуален и зависно од потребата, но каква е процедурата понатаму и во однос на рехабилитацијата? Рехабилитацијата за овој тип на скршеници е малку подолга, вообичаено трпение, минимум сигурно. 6, само треба трпение. Секако ако тие болки се неподносливи, неиздржливи, бидејќи пациентот најдобро си се познава он самиот себе си. Можно е некогаш и самиот остеосинтетски материјал да ја промени својата положба со тек на мобилизацијата, така да редовните контроли, повторно ке ординирачкиот хирург, се потребни за да се види да не евентуално и тоа прави некои проблеми. Али во принцип овој трае малце подолго и некои си подносливи болки се сосема нормално. Да, и во однос на остеосинтетскиот материјал и она што се вградува, колку време е потребно тоа и дали секогаш по автоматизам треба да се изведи во однос на шипките, еве плочките споменавме, жиците или тие се абсорбираат? Оној што оперира, знае кога треба да ги извади и во принцип треба да се извадат. Да. Секако од кога ќе си ја завршат својата работа. и Зависи на функција. која локализација, кај се ставени и така натаму. Некогаш се вадат по 4, по 3, некогаш пократко, пример, ако ставиме, ние викаме сомерки, обични иглички во фалангите, ги вадиме многу побрзо. Нели? Ако се стават вакви интермедуларни клинови, се знае кога се вадат.
дали најмалку 6-9 месеци, некогаш и година, меѓутоа во принцип треба да се извади. Да. И во меѓувреме сигурно ги контролирате тие пациенти за да соодветно нели се направи таа интервенција. Повторно имаме ало, добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Ве очекуваме со вашето јавување 60919225 и 60919224. Во очекување на јавувањето, доктор Кодовски, уште сакам да ве прашам, бидејќи индикациите ги споменавме за хируршки третман на скршениците, дали и кога има контраиндикации или кога сте спречени хируршки да интервенирате ке одредени пациенти? Во контраиндикации постојат. Меѓутоа, доколку е ургентна состојба, која што особено во некои случаи може и да го загрозува животот, во тој случај контраиндикациите ги сведуваме на минимум. Кога треба да преземеме нешто со кое што би му го спасили животот на пациентот. Тука треба да се земат повеќе околности во предвид. Дали е таа повреда доминантна? Дали е придружена со крварење? Дали пациентот поради тоа е во хеморагичен шок, па треба се запре тоа крварење. Некогаш се случува да запрете крварење, да има мултиорганска повреда која што доминира, ќе запрете крварење, меѓутоа не ја решавате фрактурата, само ја имобилизирате заради тоа што треба да интервенирате на некое друго место каде што е многу поитно и попотребно. Доколку пример се работи за белодробна повреда, за повреда на глава, церебрална и така натаму. Така да секогаш споменавме пред да почне емисијава, секогаш ги ставаме на вага, гледаме дали можеме да му помогнеме на пациентот. Што би направиле со тоа? Го земаме ризикот од анестезијата секако во предвид, должината на интервенцијата, евентуално придружните повреди. Секако тука спаѓа и возраста со коморбидитетите, дали пациентот има срцева слабост, па се лекува срце, имали бајпаси, па колку бајпаси, па имали покачен крвен притисок, па постои ли регулиран или нерегулиран дијабет и така натаму. Кога ќе ставите сето тоа на соодветна страна од вагата, тогаш одлучувате со што подобро би му помогнал едноставно на пациентот. Дали нема да го оперирате или па ќе оперирате. Да, имаме повторно јавување. Добар ден. Добар ден, поздрав од херојското село на Мирчасев. Да, добар ден. Срце ми гори за вакви прекрасни врвни доктори. Да. Така да, почитувам докторе, јас имам премногу операции, односно 9 операции на плуќа и така натаму, но скршеници. Имам 2009 тешка собречајка, 5 ребра, клучна коска и лопатка, скршена. Така да, после неколку дена лежењето на болница, кога видов дека рамото ми паѓа и ми пропадна и сега сум деформисан, што не сакам така да се гледам и за жал после неколку време ме кладоа во гипс без операција. Па дали би имало, пред се знам дека е тоа докторска грешка, иако ќе ми извини докторо, ова што го кажувам, но то мислам дека требаше да ме оперира, да не ме оста така деформисан, но дали би имало начин сега нешто да се видам како што без, а не сега да видам едно речено дрдулов и токму така, што не го сакам то. И не сум бил така, и не сакам да бидам се уште така. Прекрасен водител, ви благодарам и чекам одговор од најпрекрасниот доктор. Благодарам, господине, многу за енергијата и расположението. Дали е уште на линија? Не, се исклучи, бидејќи има уште едно јавување да го слушнеме и ќе одговорите. Добар ден. Ова е сигурно сигналот. Добар ден, дали ме слушате? Да. Да, вие сте наред, господјо, кој е вашето прашање? Ало, добар ден. Добар ден уште еднаш. Кој е вашето прашање? Добар ден, ја добро слушам. Да, господин, сепак, да, одлично слушате. Кој е вашето се прашање? работи за... Чекај секо. Да, зборувајте во слушалка. Намалете го вашиот телевизор. Се добро. Да. Би сакал за жена ми која што е оперирана на колкот. Даде, зборувам на слушалка, ќе го намалам тонот момент. Добро, ајде, јас само да подсетам дека One Hospital, болницата од каде... Да. Ајде. Дали ме слушате сега? Да, се момент. Зборувајте за сопругата, рековте? Се работи за... Ајде... Сега дали слушате, господине? Конечно.
нешто друго, сепак ќе ве поканам повторно да се јавите, а да завршам мислата дека One Hospital, болницата ваша пред се во Тетово, ви стои на располагање на 078 822 777, а токму од таму ни доаѓа и гостинот доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија, со кој што уште некоја минута ќе разговараме на тема скршеници на екстремитетите. Да го слушнеме јавувањето, ќе одговорите и на претходниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање? Еве, докторе, јас се јавувам од Штип. Добро. Поздравувам го докторо. Поздрав и до вас. Па сакам да прашам лично за мене. Ја имам едни проблеми со половината околу кичмата, нешто ми се јавува. Па нема од време на време така седејки и како да нешто ме фане, неко болка, као да ушинам, како нешто тако ми се случи. И осеќам болка тука повеќе на левата страна, дури левата нога ме боле надоле. Само прашање до доктору од што може да е и што треба да направам и какви лекови да пијам. Благодарам за вашиот Фала, интерес. поздрав. Поздрав. Пријатно. Сакате господинот прв што се Ќе јави? тргнеме од позади, Да, добро. од Штип прво. Да. Благодарам за јавувањето и за прашањето. Ова како што ви кажува симптомите, анамнестички од прва, болка во кичма со ширење пропагација на болката према еден од екстремитетите. И возраста не ни е спомна, меѓутоа веројатно тука е не се уште активен, добро активен. Веројатно се работи за некоја работна дијагноза за лумбоишијалгија. Они имаат прекрасни доктори таму во Штип. Советот е да се јави на ортопед, да се направат испитувања, да се трне со рентгенграфија стандардно на почеток, потоа евентуално компјутер или магнет што ќе препорача ортопедот, евентуално плюс дополнително и електромиографија и ќе се среди тоа без операции и така натаму. Може би само со бањско лекување, некоја подпорна терапија, витаминотерапија, антиреуматици, аналгетици. Да. Тоа е за вториот гледач, И а за првиот да го што поздравиме враќање од, како рече, од Херодското село на Мирчацев. да. И таа возраст не ја знаеме, меѓутоа како разговара пациентот и он е без разлика на возраста веројатно добро Многу активен, ведар, да. И витален сигурно. Сакам да го поздравам и да му кажам да не да му порачам да не суди одма дека е лекарска грешка, не дека мене ќе ме повреди или нашата фела ќе ја повреди, меѓутоа кажува еден податок дека имал сообраќајна несреќа, претпоставувам како што каже ребра, плешка, рамо, таа повреда секогаш оди претпоставка е дека оди и со внатрешна повреда, контузија на бел дроп и така натаму, така да и тогаш ако постоела некоја потреба за оперативно лекување, можеби во склоп на она што го кажаме пред малце, дека ја одложиле заради тоа што и состојбата не му дозволувала такво нешто. Совет е, ако може да дојде на консултација, на преглед, евентуално испитување, да видиме зошто е тоа рамо паднато и би можеле да го тоа евентуално да видиме прво према испитувањата, прво прегледот, па потоа испитувањата, би можеле тоа да го средиме за да не го гледа цело време пуштено рамото. Да, благодарам и конечно последното јавување го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање, господине? Поздрав до вас и до ценитиот доктор. Поздрав и до вас. Вака се, имам синче 14 години. Во ред. Ностоп се жали на болки на коленава. Добро. И сме били на ортопед, ништо не, дете расте и тоа, а он ностоп се жали на тоа. Што може доктор нешто да ми каже за тоа, во врска на тоа? Дали ова доволно, докторе, за совет? И чинам дека повторно уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање? Се работи за жена ми. А вие господинот што се јавивте претходно? Да, прескапа се прекинале, ако може. Да, поставете го прашањето. Па оперирана е жена ми на колкот. Жена ми е оперирана на колкот од скршеница, падна. Добро. Беше оперирана во Систина, ама еве скоро 2 години имаме проблеми со барда циркулацијата и грчење во ногите. Што да направиме, дали каде на посебна контрола или кај операторот наш па да се провери, мислам, што е проблемот, еве 2 години нема тешко оди и не се движи. Да, благодарам господине за вашата упорност и интерес. Сакате на таткото прво што прашав? Прво на таткото, да. 14 години, краток совет.
да продолжи на ортопед. Нормално е да, точно кој што му веројатно објаснато, иако изгледа одговорот прост, едноставен, расте децето и така натаму, да се јави на ортопед да продолжат да видат концентрација на Д-витамин и евентуално субституција доколку го има во ниска концентрација. Се почесто се случува да во таа возраст, во адолесценцијата, се јави недостаток на витамин Д, така да една едноставна субституција подолготрајна го решава проблемот. Да. Значи да се јави повторно на ортопед, лабораторија, биохемиска, витамин Д и понатаму евентуална субституција. Да. Не е страшно. Кога сме тука кај децата, заборавивме во таа како некој совет за превенција, значи нели викаме превенција од скршеници, не можеме да препорачаме сега да превенираме и да седиме, може да се скрши нешто, нели? Да. Не можеме да не испаднеме, не може да не работиме, не можеме да не се движиме. Сигурно. И да не сме виновни па некој ќе не закачи, па ќе ни падне некоја керамида додека се движиме, зависи кој каков късмет има. Али во принцип превенција кај децата, не го потценувате податокот ако ви се пожела децата на болка во некој екстремитет. Па да го едноставно да го припишете дека расте, па се развива, па или да се игнорира, и да се игнорира. Не го потценувајте, појдете на банална бенигна цистична формација, може во самата коска да ја ослаби, да ја наруши таа минералност, ние викаме, таа компактност, и понатаму да дојде до фрактура, па сега ќе оперираме, ќе ви мобилизираме и така натаму. Тоа е одговорот за првиот пациент. Да. И сопругот на господјата, пациентка повтор па што се јави 2 години. Што не може. Како ги кажа проблемите, значи и према тоа како разговара, веројатно и за сопругата се работи за малце понапредната возраст. Веројатно чим е оперирана има пластика некоја направено, дали е тотална протеза и сето тоа. И добро е тоа што е така направено, заради тоа што во таа возраст, ако било конзервативно, до сега пациентката веројатно и немала да биде жива, заради тоа што е многу специфично. Ако залегне со конзервативен начин на лекување, се јавуваат еден куп компликации, тромбози, па емболии, пулмонални, белодробни. Така да мобилноста не може кој знае колку да се поправи во таа возраст. Проблемите што ги има не се апсолутно од фрактурата. Можно е да има согласно на возраста и пореметена артеријска или венска циркулација. Така да најдобро е да појде и можно и кематичен лекар, па и дополнителни испитувања некој од друга специјалност, од друга област во медицината, не само од областа на травматологија или ортопедија. Да. Така да евентуално да се види да не има некоја инсуфициенција, некој стеснување на артериите, па некои лекови и така натаму во тој правец, али со фрактурата не е поврзано. Да, и дали имаме повторно јавување? Очигледно е вашиот интерес. Благодарам уште еднаш за вниманието и соработката. Добар ден. Дали сум вклучена? Да, господјо, вклучени сте во Фактор здравје. Кој е вашето прашање? Вака сега, сакам да ве поздравам за убави при емисии, затоа што навистина врни доктори носите, токму за нашата трета генерација од годишната возраст. Сакам да го прашам докторот, јас сум опериран од колено, од кое што со титан жици се поврзувани некои коски на главната чашка и прашањето ми е, ако би сакала да се нешто на магнетна резонанса снима, дали воопшто ќе бидат на некој начин титан жици недостапно за да се снимам на пример делот на телото, од рбетот, од главата. Како контраиндикација на некој начин. Да, дали ќе има нешто контра. Да. Сепак докторот можда не е радиолог, меѓутоа го почитувам. Ќе ви одговори, да. И сакам да знам дали тоа ќе смета тој метал, како на пример што велиме стенови или бајпасови, тоа нешто што не може, али ова се работи за колено кое што е поврзано и многу сум благодарна на докторка Лилјана Георгиева од Бања Банско, каде што проодив. Иако ногата ми тежеше цела 1 тона во базенот за пливање. Меѓутоа, успешно одам. Одлично. И така да мене ме интересира само на ова да ми остави, да ми ви даде одговор. Да. Кратко, благодарам. Многу ви благодарам. Пријатен ден. Докторе, се извинувам, задржите го одговорот, бидејќи повторно имаме јавување. Добар ден. Значи, добар ден, но должам извинување, преди се да го поздравам докторот на одговору, јас кажав, срце ми гори за прекрасни доктори, но не мислам баш во таа смисла да ги навредам. Арно, ама бидејќи вистина не сакам спуштено рамо, а бидејќи од срцето на левата страна тие скршеници, плешката и клучната коска,
Вистина сериозно, иако сум веќе 70 години, сакам да бидам како што сум. Токму убаво ме оценивте, тој сум таков, сум пргав, витален, иако имам 9 операции, 4 на плуќа само имам, 4 на црнџигер и да не образложувам. Израснав и останав по болници, но сега сум супер. Кај би можел прекрасен докторе, верувајте, најсериозно, ја и во Австралија сум опериран. Така да толку сакам докторите што се едини за мене, богови и Госпо, едини Госпо сте вие. За жал со властите и владата не може да свати дека треба вас да ве врати во највисоки плати. Повелете, одговорете ми уште еднаш. Уште еднаш како е името, дали е на линија пациентот? Дали сте се уште на линија, се исклучи. Ке се јави повторно, ве поканувам во некоја следна емисија. Само господјата кратко, дали е контраиндикација, бидејќи се работи за МРА, за магнетно поле, значи не може да го направи за жал и ќе мора да одбере некој друг алтернативен начин на испитување. Да. Зависи што сака да снима, да се направи. На господинот уште еднаш му се заблагодаруваме за јавувањето и за крај на овој разговор. Да го поканиме, се извинувам што ве прекинав, да го поканиме нека направи еден викенд, пошто е овој активен и пргав, нека повели кај нас овој во Тетово да се прошета. Да, ќе се запознаете лично и за крај на овој разговор. Уште спортските повреди ги споменавте на почетокот, но и нив како скршеници ги третирате во One Hospital. Да, апсолутно. Да, ви благодарам многу за вашето внимание, за времето што го одвоивте да бидете во Фактор здравје и за можноста да ве представиме. Среќен пат до Тетово и поздрав до колегите. Благодарам уште еднаш, ми беше чест и многу пријатно се чувствувам. Да, и јас исто така во ваше друштво. Поздрав, доктор Петре Кодовски, специјалист по општа хирургија, беше денешен гостин во Фактор здравје. За господинот и сите вас кои што сакате да бидете во контакт со One Hospital, ве поканувам на 078 822 777 или лично да ги посетите во Тетово на булеварот Видој Смилевски вато број 1. Поздрав до утре и секое добро.